Јас веќе неколку пати доаѓам на економскиот факултет и секогаш искрено ми е големо задоволство да бидам во присуство на студенти кои што се надевам се и иднината на нашата земја, односно идните носители на економски политики. Да се заблагодарам и за убавите зборови. Драго ми е што се цени трудот кој што Централната банка го вложува во овие тешки времења за да остане на нивото на својата задача, бидејќи како што знаете сите, веќе во изминативе неколку години глобалната економија, вклучително и нашата економија, се соочува со шокови од невидени размери досега. А во справувањето во вакви исклучително тешки периоди, клучен сојузник на Централната банка е јавноста, односно незината доверба во неа, во незиниот интегритет, во незините политики. Без довербата на јавноста, задачата и предизвиците на Централната банка би биле значајно потешки. Денеска разговаравме со професорот Лазаров да биде посветен овој денешен ден на најновите проекции на Централната банка. Само накратко да подсетам дека Централната банка, како и вообичаено централните банки во светот, 2 пати годишно прави макроекономски проекции со кои што всушност ги на некој начин систематизира тековните состојби, но и очекувањата за движењата на македонската економија на среднорочен период. Во позадината на овие макроекономски проекции се макроекономските модели, кои што ние во Централната банка во континуитет ги развиваме и се трудиме да ги усавршиме. Секако, проекциите не се само резултат на макроекономските модели, туку во овој динамичен, неизвесен контекст комбинираме и со многу други извори на податоци, вклучително и анкети кои што ги спроведуваме во приватниот сектор, но и експертско знаење е вткаено всушност во нашите најнови макроекономски проекции.